Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 80 на минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Имаме сомнение кој би можел да биде инспиратор на кризата со пожарите. Група од 20 на лица е под мониторинг, открива премиерот Мицковски. Нема веќе шетање со државни возила, може да се пријават злоупотреби преку телефон и на интернет. Ќе има вработување во здравството и прераспределба на лекарите и на сестрите. Има болници со повеќе кадар и болници со недостиг на персонал, вели министерот за здравство Алију. Лидија Димова, осудена на 2 години затвор, треба да врати 22,7 милиони денари на Агенцијата за европски образовни програми. Пешевска ги оставила печатите, а друг ги злоупотребил. Пресуда за онкологот, што призна вина на 22 септември. Турските бизнисмени ќе помогнат во изградба на технолошки парк во Македонија. Македонија и Турција подготвуваат протокол за соработка во науката, технологијата и иновациите. А на самиот почеток и следната вест. Комисијата што беше формирана за разјаснување на сомнежите дали се вршеле непотребни кардиохируршки интервенции веќе се состанала 3 пати и ги анализирала првите 8 пријавени случаи, изјави министерот за здравство Азир Алију. Во интервју за телевизијата Ал-Сатем, Алију вели дека на првиот состанок била договорена методологијата на работа, а на следните состаноци биле анализирани 8 случаи за кои беше доставена медицинска документација од неколку здравствени установи. Тој нагласи дека финалниот извештај ќе биде објавен на официјалната веб страница на Министерството за здравство. Покрај домашната комисија во процесот се вклучени и 3 меѓународни експерти од Словенија, Италија и од Австрија, кои се очекува физички да присуствуваат на следните состаноци. Извештајот на домашната комисија и оној на меѓународните експерти ќе послужат како основа за креирање на нови политики во областа на кардиологијата и кардиохирургијата. Задача на комисијата е да ја прикаже реалноста, а понатаму надлежните институции ќе постапат согласно законот, вели министерот Алију. Јас за неја уште болувам, љубов наша не преболувам, песна барам, утеха за се, што ја нема крај мене. Јас за неја уште болувам, љубов наша не преболувам, песна барам, утеха за се, што ја нема крај мене. Сите пеат, а јас тамувам, нема кому да се радувам. Мене песна не ме
se, a ja spadam ušte poveke. Zaludni se pesni v ovoj čas, nema srce uteha za nas. Si te velat, vreme leči se, a ja spadam ušte poveke. Zaludni se pesni v ovoj čas, nema srce uteha za nas. Si te peam, a ja staguvam, nemam komu da se raduvam. Mene pesna, mene veseli, prokleta je koji ne razveli. Si te peam, a ja staguvam, nemam komu da se raduvam. Mene pesna, mene veseli, prokleta je koji ne razveli. Prokleta je koji ne razveli. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Деца бев мене знаев, што е љубов милице, ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побара. Деца бев мене знаев, што е љубов милице, ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побара. Мене чекај милице, еднаш ставив отров на срце. Мислев
ne si za mene, takva sreća imahme, jedan bez drug da ostavi me. Mene čekaj milice, naš stavi fotof na srce, misle nesi za mene, takva sreća imahme, jedan bez drug da ostavi me. Da go zapre vremето, da go slušaš srcето, dali ke te imav moja milice, Ivo cvetna gradina, lična kosa movila, bela raka da ti pomagam. Da go zapre vremето, da go slušaš srcето, daleke te imav moja milice, Ivo cvetna gradina, lična kosa molila, bela raka da ti povara. Mene čekaj milice, naš stavi otrov na srce, misle nesi za mene, takva sreća imahme, jedan bez drug da ostavi me. Čekaj milice, naš stavi fotof na srce, misle nesi za mene, takva sreća imahme, jedan bez drug da ostavi me. Misle nesi za mene, takva sreća imahme, jedan bez drug da ostavi me. Jedan bez drug da ostavi me. Состојбата е под контрола, граѓаните треба да бидат мирни и спокојни и институциите секогаш кога се пред предизвик се организираат екстремно брзо, изјави премиерот Христијан Мицкоски во интервју за телевизијата Алсатем во врска со пожарите и тврдењата за постоење индиции за хибридни напади. Има индиции, имаме основано сомнение кој може да биде инспиратор за сето ова што се случуваше. Исклучително сум задоволен што за многу кратко време институциите во координирана акција успеаја да го совладаат предизвикот и денеска можам да кажам дека состојбата во Дрислав, Вардариште и Трубарево е нормална и нема чадење што се случуваше изминатите денови, истакна Мицковски. Прашан од каде се центрите за моќ, Мицковски рече дека не сака да коментира конкретно географски и додаде дека она што го кажува е врз основа на информациите со кои располага и основаните сомненија со кои располага како влада. Што се однесува за дома, веќе имаме група од 20 на лица која е под мониторинг и за која постои сомневање дека девијантно се однесувала во изминатиот период. Оставам на органите на прогонот да се ја завршат својата домашна задача, рече премиерот.
Мицкоски нагласи дека има центри на моќ кои сакаат Македонија да биде поразена и да не напредува. Центрите на моќ се тие кои не сакаат Македонија да биде успешна земја, кои не сакаат да имаме стабилна состојба во Македонија, која ќе се развива и која ќе ниже успеси, ќе расте економски, ќе владее правото, ќе нема корупција и криминал, како што се случуваше изминатите 15 години. Тие сакаат да ја видат онаа Македонија од пред 7 години, понижена, ограбена, засрамена, со политичари кои се моделираат со свиткани кичми. Тоа се тие центри на моќ, порача премиерот. За тоа што се превзема за справување со пожарите, тој кажа дека од почетокот на сезоната на пожари има 30 приведени за кои постојат сомнежи, но и докази дека ги подметнувале. Има приведени и за пожарите во Вардариште и Трубарево. Од случувањата во јули, кога наеднаш во околината на Скопје на неколку локации се случија големи пожари, неколку лица беа приведени. За неколку лица постоеше основано сомнение дека учествувале во подметнување на пожари. Во текот на летото исто така ќе потсетам во Вардариште имаше акција. Министерството за внатрешни работи приведе неколку лица и за нив е одредена мерка притвор. Истото беше и во Трубарево, рече премиерот. Како што посочи, најголем дел од пожарите не се случајни и во најголем дел се предизвикани од човечки фактор. Da si tenko prelo, sitno sitkalo. Ja ću ti dadam bre ili noj mome, eden 100 dram pamuk, eden 100 dram pamuk. Ti da mi zotkaješ bre ili noj mome, 300 lahti platno, 300 lahti platno. Šo ća ti predstavit bre ili noj mome, edena bela riza, edena bela riza. Te kažu vajed bre kovenđi Petre, da si majstor bilo, da si majstor bilo. Ja ću ti dadam bre kovenđi Petre, edena stara para, edena stara para. Ti da mi napraviš bre kovenđi Petre, eden srebren razboj, eden srebren razboj. Što ća ti predstavit bre kovenđi Petre,
sreberen prsten, jedan sreberen prsten. Не станува збор за неисполнети ветувања, туку за процес што е започнат и е при крај, рече министерот за здравство Азир Алиу за вработување во здравството, меѓу кои и 150 вработувања во клиничката болница во Тетово. Ние не ветивме, туку реализиравме. Процесот не е целосно завршен, но сите чекори за вработување на овие лица се завршени, освен подпишувањето на договорот и завршната средба со директорот. Ова е процес што веќе е во тек и не може да се поништи. Ниту министерот, ниту директорот не можат да одлучат да го откажат по локалните избори. Едноставно тоа не е можно, изјави министерот Алиу во гостување на Алсатем. Сите кандидати се тестирани и конечната листа е составена, додаде тој. Сега останува само последната административна фаза, што вклучува кратка средба со директорот и потоа подпишување на договорот, рече Алиу. Министерот најави дека покрај овие вработувања што се во процес, ќе има и нови вработувања поради големиот недостиг на кадар во здравствениот сектор во Македонија. Здравствениот сектор е екосистем што се соочува со сериозен недостаток на медицински сестри, технички кадар и лекари. Ние не можеме да го планираме буџетот врз основа на минатото, туку според реалните потреби. Во моментов го изработуваме првиот нацрт скен. На состојбата имаме две сценарија: институции со сериозен недостаток и институции со повеќе кадар отколку што е потребно, вели министерот Алиу. Министерството подготвува внатрешна реорганизација за балансирање на медицинскиот кадар во согласност со потребите, како и за зголемување на транспарентноста и ефикасноста на услугите, додаде тој. Ќе има реорганизација на услугите и на кадарот, ќе биде потребно време, но целта е здравството да стане поквалитетно и потранспарентно. Со дигитализацијата како трета столбна точка на реформата, граѓаните ќе имаат пристап до информации во реално време за секоја услуга и процес, вклучително и за случаите кога има доцнење или пречки, потенцираше министерот Алиу. Da me kaniš jano na večera, jaden sum bre bela jano i prejaden. Nemoj da me kaniš dušo na pijenje, pijen sum bre srce moje i prepijen. Ako smeš bela jano pokani me, da me kaniš jano na šetanje, cel svet sum go šetal jano i prošetal. Nemoj da me kaniš jano na muabet, ako zvori toj što gori ke izgori. Ako smeš bela jano pokani me, lele jano bela jano na ljubenje, ke ti ljubam beli gradi gulabici, pa da umram bela jano ić ne
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Leno mori leno ga leno 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 pile šareno leno mori leno ga leno 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 pile medeno. Mesečina, duša me voli samo voda većina. Ej, teško je sam bez tebe. Ej, teško je, duša boli sam bez tebe. Leno mori, leno
sam bez tebe. Leno mori, leno ga, leno, leno, leno pile šareno. Leno mori, leno ga, leno, leno, leno pile medeno. Основниот кривичен суд Скопје ја прогласи за виновна поранешната директорка на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Лидија Димова за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување и ја осуди на казна затвор од 2 години. Димова треба да плати и судски паушал од 10.000 денари и да ги покрие судските трошоци, како и во рок од 6 месеци да ја надомести штетата од 22,7 милиони денари на Националната агенција. Судиката Фанка Јанчулева Михајловска ја ослободи Димова за делото измама, како и трето обвинената Ана Павлиду за несовесно работење во службата. Димова со нестручно и несовесно постапување овозможила противправна имотна вредност на трети лица, со што е направена штета од 2.818.000 денари на европските фондови. Во делото на измама на штета на европските фондови не е опишан начинот на кој е извршено делото и не е јасно наведено на кој начин, дали и како биле искористени лажните податоци. Без вакви елементи не достига основ на делото измама и судот беше спречен објективно да оцени дали обвинетата пропуштила и дала невистинити податоци и со тоа предизвикала штета на фондовите на Европската Унија. Судот во тој дел беше должен да донесе ослободителна пресуда, рече судиката. Обвинението против Димова е поднесено во јуни 2022 година. Според обвинителството, Димова во периодот од 2018 до 2020 година, како одговорно лице, директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, со намера за друг да прибави значителна имотна корист, ја злоупотребила својата службена положба и овластување и постапила спротивно на одредбите од Законот за јавни набавки и Законот за основање на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, не почитувајќи ги начелата на законитост, еднаквост и јавност, без да објави јавен конкурс, не постапила совесно, стручно и непристрасно и ги дискриминирала потенцијалните кандидати, овозможувајќи повластено на повеќе надворешни лица со кои склучила поединечни договори и ги ангажирала како соработници, експерти, обучувачи и друго. što leči tažni duši, mlijeko što solzi suši. Pej, živote pej, za mene pesna da mi je leko, koji denot si go prvi so pesna, koji tata si go prvi veko. Pej, živote pej, za mene pesna da mi je leko, koji denot si go prvi so pesna.
Граѓаните можат да пријавуваат злоупотреби на службени возила за приватни или партиски цели по телефон или на интернет. Новата мерка е спроведена од Службата за општи и заеднички работи за зголемување на транспарентноста и ставање крај на долгогодишната пракса на незаконско користење на државните возила. Директорот на Службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски вели дека воведувањето на бројот и мејлот е важен чекор за враќање на довербата на граѓаните. Ги охрабрувам сите граѓани да пријавуваат доколку забележат сомнителна употреба на службените возила. Ние како институција ќе ги проследиме пријавите до надлежните органи кои ќе постапуваат и ќе изрекуваат соодветни санкции, нагласи тој. За да се олесни препознавање на возилата, веќе е започнат процесот за унифицирање со специјални црвени регистарски таблички. Според Томовски, во овој момент околу 500 возила низ државата веќе се со нови таблици, додека голем број се во постапка. Очекувањата се дека за 2 недели кога истекува рокот, помеѓу 1500 и 2000 возила ќе бидат целосно означени. Се наоѓаме во завршна фаза. За 2 недели ќе направиме краен пресек и ќе знаеме точно колку возила ќе имаат специјални таблички. Општина Газибаба е една од првите која ја спроведе оваа промена, а истата постапка е во тек во повеќе скопски општини, како и во Штип, Велес и Кавадарци, додаде Томовски. Тој апелираше до сите институции да го рационализираат возниот парк, бидејќи дел од возилата се нефункционални и непотребни, со што може да се намалат трошоците и да се зголеми транспарентноста кон јавноста. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски истакна дека промената на специјалните регистарски таблички на службените возила кои што се во собственост на општината е вториот чекор кој се превзема за спречување на нивната злоупотреба. Првиот, рече, бил поставување на GPS систем на 24-часовен надзор. Ова е втор чекор што го превземаме како локална самоуправа со цел спречување на злоупотребите на службените возила за приватни цели. Само што дојдов јас како градоначалник, поставивме 24-часовен надзорен систем на службените возила, односно поставување на GPS систем со кој ја следиме трајекторијата на службените возила во текот на целиот ден. Ова е втор чекор што го превземаме за комплетно спречување на злоупотребите на службените возила за користење на приватни цели, бидејќи сведоци сме дека во годините наназад голем број на службени возила се користеа за приватни цели за време на викенди и слично. Сакам да напоменам дека јас како градоначалник користам мое приватно возило за работни обврски и со тоа испраќам порака дека треба да се грижиме за граѓаните и ресурсите со кои што располагаме, посочи Стевковски.
Marketing. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Marketing.
Основниот кривичен суд Скопје на 22 септември ќе објави пресудата за второ обвинетата во случајот онкологија, онкологот Мери Пешевска која призна вина. Пешевска заедно со поранешниот директор на клиниката за онкологија Никола Васев и уште двајца онколози е обвинета за несовесно лекување на пациенти. За делото што и се става на товар на Пешевска е предвидена казна затвор до 3 години. Обвинителката Ана Гоговска-Јакимовска во завршниот збор рече дека обвинетата изразила искрено признание и каење дека во текот на целата постапка пред јавното обвинителство и во судот има примерно поведение. Меѓутоа има и отежителни околности, тоа е дека последиците од дејствијата е што кај 7 пациенти дошло до нарушување на здравјето. Како онколог имала зголемена должност на внимание, како и тоа дека неовластениот пристап и користење на факсимилот се случувало во континуитет. Имајќи ги впредвид сите околности и признание на вината, јавното обвинителство предлага судот да ја прогласи за виновна и да ја казни согласно со законот, рече Гогоска-Јакимовска. Бранителот на Пешевска, адвокатот Владко Китановски во завршниот збор рече дека иако обвинетата призна вина, дека од небрежност постапила, треба да бидеме искрени и да се запрашаме дали овој доктор треба да биде гледан како криминалец. Тоа што ги споделила со друг доктор своите лични податоци и факсимил, Мери немала намера или корист, туку цел да им помогне на пациентите. Тоа што некој го злоупотребил, треба да одговара за тоа, изјави Китановски. Пешевска, како вработена на клиниката за радиотерапија и онкологија на претходното рочиште пред основниот кривичен суд во Скопје, ја призна вината. Пешевска пред судот тогаш рече дека за 7 пациенти за кои е обвинета не е сигурна дека таа ја продолжувала терапијата, зашто како што рече, нејзиниот печат во тој период стоел на шалтер и тоа го направила со цел побрзо да ја земаат терапијата и да не чекаат пациентите. Совесно и одговорно тврдам дека мојата лозинка во системот и печатот сум ги оставила на шалтер и ги користеле практиканти и ја прифаќам вината, изјави тогаш Пешевска. Васев и двајцата обвинети Симонида Црвенкова и Драган Јакимовски, вработени на клиниката за радиотерапија и онкологија Скопје, на минатото рочиште негираа вина. Обвинението ги товари лекарите за продолжени тешки дела против здравјето на луѓето и за несовесно лекување, при што кај 29 пациенти биле пременети непотребни терапии со отстранување во дозирањето и без соодветна проценка за здравствената состојба. Покрај ова против Васев и поранешниот економски директор на клиниката е поднесено уште едно обвинение за злоупотреба на службена положба и за проневера со штета од над 2,2 милиарди денари на државниот буџет. Srede Skopje Vardar varvi, Vardar reka raspeana. Oj Vardare makedonski, od izvora dur do Soluna. Oj Makedonija. Lutirani na junaci, tvojta voda gi lekuva. Oj Vardare makedonski, od
Македонија и Турција ќе потпишат протокол за соработка во областа на науката, технологијата и иновациите. Дефинирањето на содржината на документот е во финална фаза и за истиот се дискутираше на средба помеѓу Министерката за образование и наука Весна Јаневска и турскиот амбасадор Фатих Улусој, соопштува Министерството за образование и наука. Двете страни изразија подготвеност процесот да биде заокружен до крајот на годината. Потпишувањето на протоколот ќе ги зајакне односите меѓу двете држави и ќе обезбеди поголема соработка помеѓу образовните и научните установи, размена на научно наставен кадар, ученици и студенти, соопштува Министерството. За време на средбата се додава Министерката Јаневска го представи концептот за основање на првиот технолошки парк во Скопје, а турската страна изрази подготвеност да ја поддржи реализацијата на оваа идеја преку представници на турските бизнис заедници во Македонија. Јаневска и Улусој разговараа и за унапредување на наставата на турски јазик во Македонија, која ја следат над 8000 ученици, преку повеќе обуки на наставниот кадар и вложување во додатни наставни помагала и опрема, се вели во соопштението на Министерството за образование и наука. Само за тебе звезди ја скрадам, само за тебе горам и страдам. Срце за тебе тропа колудо, дали во чудо веруваш лудо? Срце за тебе тропа колудо, дали во чудо веруваш лудо? Дојди до мене, топтам да играш со мене. Дојди, не чекај, топтам ќе бидам со тебе. Дојди до мене, топтам да играш со мене. Дојди, побрзај, топтам ќе биде, верувај. Господ е сведок, колку ми значиш, има ли начин ти моја да си? Срце за тебе тропа колудо, дали во чудо веруваш лудо? Срце за тебе тропа колудо, дали во чудо веруваш лудо? Дојди до мене, топтам да играш со мене. Дојди, не чекај, топтам ќе бидам со тебе. Дојди до мене, топтам да играш со мене. Дојди, побрзај, топтам ќе биде, верувај. Сама се будиш, сама се мамиш, дека те чека, веруваш некој, а јас сум душо секогаш тука, дење и ноќе не сакам друга. А јас сум душо секогаш тука, дење и ноќе не сакам друга. Дојди до мене, топтам да играш со мене. Дојди, не чекај, топтам ќе бидам со тебе. Дојди до мене, топтам да играш со мене. Дојди, побрзај, топтам ќе биде, верувај. Дојди до мене, топтам да играш со мене. Дојди, не чекај, топтам ќе бидам со тебе. Дојди до мене, топтам да играш со мене. Дојди, побрзај, топтам ќе биде, верувај. Топтам ќе биде, верувај. И тоа би било се за денес. Посакувајќи ви пријатен ден, да ја чуеме и приказната Волшебната флејта.
Многу одамна се живеела некоја жена со својот син. Не биле многу богати. Имале само куче и парче сува земјица. За да го одгледа сина си, мајката морала постојано да работи. Синот израснал силен и работлив. Тој најдобро од се што знаел е да свири на флејта. Откако ќе сработел се што треба во полето, тој ќе ја земел флејтата и ќе ја ставил на усните. Само што ќе почнале да се слушаат звуците од неговата флејта, се наоколу замирало. Изворчињата престанувале да течат. Облаците повеќе не пливале по небото. Птиците не пееле, а мајмуните престанувале да се задираат еден со друг. Сите луѓе од околијата го фалеле младиот музичар. Кога девојките од богатите домови, кои го минувале времето во забава и безделништво, ја слушнале музиката на момчето, секоја од нив сакала да го земе за маж. Но тоа сите ги одбивало. Па така, само бендисаните ќерки на богаташите постојано размислувале како да го погубат флейтистот. Еднаш, додека тој се шетал по полето, тие го грабнале и го фрлиле во длабока јама. Откако синот не и се вратил навечер, мајката горко заплакала и го пратила кучето да го најде сини. Кучето со силен лаеш почнало да трча натаму наваму. А момчето кое паднало во јамата било живо и здраво, само што паднало во безсознание. Тој го слушнал лаежот на кучето и го повикал. Кога кучето дошло до јамата, тој му порачал да му ја донесе флејтата од дома. Кучето со радосен лаеш отрчало до куќата и почнало да се качува на покривот каде што стоела флејтата. Откако мајката разбрала во што е работата, ја зела флејтата и му ја дала на кучето. Тоа ја зело флејтата со заби, отрчало кај јамата и му ја фрлило на својот стопан. При првите звуци од флејтата, птиците престанале да пеат, мајмуните да се задираат еден со друг и сите се собрале покрај јамата за да слушаат. Мајмуните се качиле на една гранка која се беше свила крај јамата, ја спуштиле длабоко, па момчето се фатило за неа и излегло надвор. Откако се вратил дома, тој продолжил да се живее среќно со мајка си како и порано. Но откако девојките виделе дека момчето се вратило здраво и живо, повторно ги обзела омраза и почнале да коваат нов злокобен план. Па така, за време на еден лов, тие го фатиле момчето, но овој пат го фрлиле во длабок дол. Откако паднало во долот, момчето почнало да се искачува нагоре. Се искачувал тој цели 3 години. Се хранел тој со корење од растанијата, а вода пиел од кладенците. За тоа време мајка му се изнаплакала солзи. На крајот дошол денот кога момчето се искачил до крајот на долот и се нашал на голема ливада обсипана со сонце. Откако разгледал наоколу, тој видел едно поле со речиси созреан ориз. Момчето се израдувало и тргнало кон полето. За 3 години колку што се искачувал по долот, јадејќи корења и пиејќи вода од кладенците, тој толку ослабнал и бил обраснат со брада, што повеќе личал на мајмун отколку на човек. Полето го чувале 2 девојки од блиското село. Кога го виделе момчето, си помислиле дека е мајмун, па сакале да ги повикаат луѓето со лакови и стрели, но тој им викнал: "Не, немојте да стрелате. Јас сум човек кој настрадал од непријатели. Дајте ми да каснам нешто, а јас ќе го чувам полето од мајмуните." Од тогаш тој почнал да го чува полето, а девојките му донеле оризова каша. Првиот пат дошла по старата сестра и уште оддалеку грубо свикала: "Еве ти ја кашата, земи да јадеш грдоти овалкана." Вториот пат дошла по младата сестра, му се доближила и му рекла: "Брате,
ти донесов орис. Јади ми со здравје, јас самата го направив. Еднаш пак двете сестри заедно му донеле орис. Момчето побарало од нив оцет и чешел за да си ја исчешла косата. Девојките му донеле тоа што барало момчето. Но постарата при тоа јадовито рекла: да не си намислил убавец да се сториш. А помладата пак му понудила огледало. Тој се измил, се исчешлал и станал убаво, стројно момче. Постарата сестра прва се влюбила во него и сакала тој да и стане маж. Таа му кажала за тоа на татка си. Тој не се зачудил, ами само се насмевнал и поставил услов. Зад нашиот дом има две патеки. Едната е убава, а другата е целата со грмушки. И двете треба да се уредат. Утре секоја од вас нека се избере по една и нека се фати за работа. Кај која ќе дојде момчето да ја помогне, таа и ќе си го земе за маж. Наутро постарата сестра станала уште во црни зори и отишла кон патеката каде имало помалку работа, а на помладата ја останала онаа со грмушките. Момчето тргнало да им помогне и веднаш се упатило кон помладата. Постарата сестра се налутила и му се пожалила на татка си. Зошто е толку глупав, та не дојде каде имаше помалку работа, туку се упати кон патеката со грмушки? Татко и се насмевнал и рекол: во ред, утре и двете подгответе му ручек. Она јадење што тој ќе го изеде, значи дека таа што го сготвила ќе се омажи за него. Постарата одбрала орис со месо од елен. Помладата пак, како и обично, подготвила орис со сос и рипчиња. Момчето повторно и помогнало на помладата и јадел заедно со неа, а не со постарата. Не сакаше бел орис со месо, му се пожалила постарата сестра на таткото, а ете, оризот со сос го изеде. Таткото повторно се насмевнал и рекол: сега секоја од вас нека му подготви постела. Чија постела тој ќе ја одбере, за таа сестра и ќе се ожени. Постарата сестра подготвила белоснежна покривка, шарена рогозина, многу убава постелнина, убав душек и извезена перница. Помладата пак зела кафеава покривка и обична постелнина, а наместо перница ставила дрвена перница. Откако завршила со работа, таа отишла во кујната и почнала да преде. Момчето исто така дошло во кујната и долго си му абетал со девојката, а кога дошло време за спиење, тој ја одбрал постелата што таа ја подготвила. Следниот ден, татко им и направил свадба. Повторно се зачуле звуците на флейтата, славејќи ја чистата љубов. Момчето со својата млада жена се вратил кај мајка си и така продолжиле да живеат со труд и во убавина. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.